Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на нашиот подкаст. Секој вторник во 11 часот започнува да зборуваме за здравјето, така и овај вторник од најавите можевте да видите дека докторка Џулијана Михајловска, специјалист по ендокринологија во нашата клиника денеска ни гостува. Докторка Џулијана, добре дојдовте. Ви благодарам што зедовте учество во подкастот. Ве извлековме некако од клиниката и од пациентите, но ќе почекаат. Да, ви благодарам за поканата. Пред се убаво да се на секој можен начин да успееме кај пациентите, гледачите да допреме за значењето на ендокринологијата во денешно време. И ви благодарам уште еднаш за тоа. Така, додека се договаравме како да го спроведеме овој подкаст, јас ќе споменам едно скорешно сеќавање кога присуствував на еден преглед кај вас и многу ми се допадна како тоа добро го објаснувате на пациентите во однос на проблематиката со дијабетесот, со инсулинската терапија, со дебелината и се реков дека сето ова мора да го кажете на пошироката публика, иако сте го кажале досега на повеќе медиуми и телевизии, но еве сега во еден наш ресурс во овој наш подкаст на клиниката. Рековме дека ќе зборуваме за дебелината генерално, па што е тоа дебелина? Како ние да знаеме кога сме повеќе гојазни од нормално, кога сме нормално, а кога сме помалку? Што вели медицината, што вели вашата специјалност? Во принцип сите пациенти кои што доаѓаат, кои што да речам јас ги водам, ова се што денеска ќе го раскажеме, веќе нив им го имам раскажано и сум им рекла дека мора тоа да го знаат како да го учат нели во книга за прв пат и да го применуваат во секојдневието. Значи не е само на пример тие 30 на минути кои што ќе се видиме, ќе се прегледаме, ќе поразговараме, туку и пораката која што ќе треба да ја земе секој пациент со себе и да ја применува во секојдневната практика. Имено во денешницата веќе дебелината представува сериозен здравствен проблем кој што завзема широки размери во земјата и мислам во светот. При тоа, значи, се работи за болест каде што имаме зголемен калориски внес, поголем од она што го трошиме во секојдневието. Што воопшто му е потребно на организмот. Така е. И но каде се јавува најголемиот проблем? Најголемиот проблем се јавува што посебно кај пациентите кои што решаваат нели да стават некаков ред во тој калориски внес. Најчесто значи проблемот е што ние претходно имаме веќе некаков калориски пул или некаков калориски базен кој што после тоа ќе треба долго време да се регенерира, односно да се репарира тој механизам кој што во човекот е исконски, значи од постоењето на човештвото, човекот се бори да преживее за храна. После тоа со текот на времето веќе тие да речам вредности се пореметени и веќе храната станува некој вид на луксус, односно хедонистичко функционирање и внесуваме повеќе од колку што треба и внесуваме и тоа што не треба и кога не треба. Значи многу е важно кога се внесува, колку се внесува и што се внесува. Дали таа контрола кај човекот е најбитната всушност, да се разбуди неговата свест за исхрана, потреби, воедно и трошење на целата храна и метаболизмот генерално како систем во човечкиот организам. Така е, ние имаме едно многу забрзано темпо на живот, каде што многу малку обрнуваме внимание на храната. Храната ја гледаме еден тип на да внесеме само колку да помине редот, или на пример цел ден од обврски не јадеме преку цел ден и после тоа еден оброк се сведува, меѓутоа за тој оброк ги надоместуваме сите преостанати оброци во текот на денот што сме ги пропуштиле. И тука веќе е јасно дека организмот нема капацитет сето тоа да го процесуира, да го потроши и да имаме минус килограми од она што сакаме да го постигнеме. Значи, генерално пациентите со дебелина имаме две врсти на дебелина, значи имаме онаа која што се гледа или да речам физичка дебелина, видлива и имаме онаа што не се гледа или околу самите органи. Сите оние кои што работат со дебелината, знаеме нели дека не е само намалениот внес што треба пациентот да го има или да го практикува. Значи многу е важно да знаеме дека дебелината не е резултат само на зголемен калориски внес. Значи тука се многу фактори во игра.
Пред се генетскиот фактор, социјалниот статус, економскиот статус, општеството во кое што живееме, хормонските варијации, многу е важно средината во која што не обкружува. Многу често ќе видите семејства кои што се со покачена телесна тежина. Тоа е само заради стилот на живот на тоа семејство. Сакате да кажете дека не зависи само од единката, туку Така е. тоа е комплекс на околности кои што придонесуваат за некој човек да биде гојазен, да речеме. Така е. Може ли сам да се избори кога се околу него е такво? Па во глобала најчесто треба помош, затоа што е целата филозофија, значи се води некаков режим извесно време, значи 3 месеци, 6 месеци, година дена, меѓутоа после тоа организмот, односно самиот човек се изморува. Значи му доаѓа веќе пренапорно да размислува околу тоа и се враќа повторно на старите навики, а со тоа и на старите килограми, ако не и дупло повеќе, нели тој јојо ефект што е познат во секојдневието, дека значи не се враќаат само изгубените килограми, туку и дупло повеќе. Моментот ми е дека треба да се работи секојдневно, односно треба да се работи со тие пациенти многу повеќе и многу по-организирано, за разлика, да речам, од диететските само режими кои што се препорачуваат, нели, за кај тие пациенти. Значи потребно е да има и психолошка поддршка за пациентот, затоа што тие пациенти се наоѓаат, ние како општество сме под една стигматизација на тие пациенти. Имате пациенти кои што имаат вишок килограми и срамиме да излезат за да си купат леп, затоа што некој ќе ги гледа со други очи. А при тоа ние сите треба да работиме на подигнување на свеста за тоа, дека тие пациенти имаат некаков проблем и ние треба да сме тука за да им помогнеме. Да први тие да прифатат дека имаат некаков проблем, ние да се понудиме и при тоа да биде веќе тој клик меѓу докторот и пациентот да се оствари за да може да функционира како што треба. Дали често остварувате таков контакт со околината, со семејството на тој пациент? Многу ми е важно, да, веќе во последно време работам со партнери, брачни другари или ќерка, мајка, значи како доаѓаат првично, значи затоа што мајката почнува да се грижи за детето, затоа што имаме веќе и во денешно време децата со денешната технологија постојано се пред телевизор, пред телефон, пред компјутер, немаат физичка активност, генерално ги гледаат и нели светот како се обходува, посебно американските земји, што кај нив фаст фудот на пример е нешто што е број 1 за функционирање, така и младината тука, не нешто дека е поразлично, и тогаш мајката решава дека има проблем има проблем со себе, со своите килограми и решава и на детето да влие, нели, и детето да слушне нешто и да почнеме да работиме на процесот. Многу е важно да сите не само докторот, туку и околината да работи со тие пациенти. Значи да биде како една работна терапија, што ја кажуваме, да секојдневно веќе влезе подсвесно влезе дека пациентот не треба само во моментот што ќе се видиме и после неколкуте дена после тоа да се спроведува. Да се држиме до тоа. Така, туку дека до вашите препораки. Така е. Туку ако се договориме дека навечер нема да се конзумира на пример навиката која што веќе се користи, дека ќе почнеме еден чекор, веќе сме кон тоа што сакаме да го постигнеме. И како навечер да не конзумираме кога е најсладко? Да, се согласувам и јас и нормално е на пример да имаме некои да речеме ексклузивитети, да си дозволиме повод, причина, вечерно излегување, било што кое што на пример секако дека треба, затоа што тоа не е еден ден, излет од овој план што ќе го дадете, така. Но во суштина од вечерната конзумација на посебно на јагле-хидрати, значи нема односно шеќери, значи нема никаква корист затоа што ние во никој случај нема да ги искористиме нив. Да. Бидејќи навечер спиеме. Токму така. Доктор, кој е моментот кога еден човек треба да се јави кај вас на преглед? Да свати дека има проблем со својата тежина, со својот метаболизам, со својата здравствена состојба. Има разни пациенти. Значи дебелината на пример сама по себе како изолирано ретко ја гледаме кај луѓето. Најчесто луѓето имаат други здравствени проблеми, па кога ќе отидат заради тоа одма им кажуваат дека треба да ослабиш. Но тоа е многу лесно нели да се каже, редукција на телесна тежина, ама да се спроведе во пракса е потешко и затоа треба работа. Со тој пациент имаме долг пат, меѓутоа е успешен патот.
препаратот. Барем во денешно време постојат многу техники, постојат фармаколошки препарати, терапија која што се дава за тие пациенти и тие пациенти веќе можат да се сместат во, ако претходно биле во тешка категорија на дебели луѓе, сега веќе може да се сместат во некоја поухранета, например, над просечното, меѓутоа сепак не е она што било претходно. Тие пациенти најчесто се подложни на компликациите од дебелината, значи се хипертензија, диабетес, инсулинска резистенција која што води до нарушен гликемиски статус и автоматски може да доведе до појава на диабетес, длабока венска тромбоза, крчење, односно неправилно спиење, слип апнеа, помодерно кажано, значи будење во текот на сонот, неквалитетен сон, отежнато одење, оштетување на зглобовите на колената, значи тие се трошат затоа што целиот терет паѓа на нив. Кичмата исто може да се да речам да почне да боли заради дискус хернија и сите останати работи. Значи и генерално кога ќе се дојде до некоја возраст, кога сме помлади, целиот организам убаво компензира. И тука, например, младите можат да се носат со дебелината и тоа е најголемиот проблем, затоа што, да речам, се остава така, детето ајде расте, детето учи, детето има сега други работи, да не го ќе израсне, ќе порасне, ќе се намали. И, например, некаде и младите, и младината, и добро го толерира тоа, значи добро функционира, кај него не се гледаат, да речем, оштетувањата што ги прави дебелината. Меѓутоа, во позадина се случуваат низа механизми кои што на повозрасна, да речем, категорија на луѓе која ќе стигнат или веќе кај повозрасните, прво нешто кое што се гледа, односно се советува е да се редуцира телесната тежина, затоа што се настанало од телесната тежина. Пациентите со диабетес, тука ќе ги издвојам, например, како категорија со која што секојдневно работам, значи кај нив имаме дополнителен проблем со регулацијата на диабетесот, токму поради постоењето на дебелина и инсулинска резистенција. Кај нив клетките многу поинаку реагираат за разлика од човек кој што нема масти на себе. Мислам, има нормални масти. Кај нив едноставно клетката е како запушена, значи не дозволува нивниот инсулин што нормално панкреасот го лачи. Тие што имаат диабетес тип 2, кај нив најчесто панкреасот си е во нормална категорија, мислам нормална функција, но кај нив има инсулинска резистенција која што е до толков степен присутна да развива диабетес затоа што гликемијата не може да се намали во клетката заради таа инсулинска инсулин. И покрај примање на инсулин. И тука се не е отежнато. И тука веќе имате еден затворен круг. Значи инсулинската терапија оди по килограм телесна тежина, автоматски значи пациентот веќе треба да добие поголема доза на инсулин. Поголемата доза на инсулин може да поткрене апетит. Значи тука збориме за високи дози кои што е нормално дека е анаболик инсулинот и тука треба да мислам ќе влие на целиот тој процес. Автоматски тоа значи зголемен внес на калории и при тоа значи кругот почнува да се врти и да речам да се затвара, односно зголемен апетит, зголемени дози на инсулин, зголемена гликемија и тука се изголемена телесна тежина. И тука цело време постојано тоа се прави и имаме нерегулиран диабет, имаме компликации подоцна од диабетесот, чувај Боже, и евентуално нели дебелина и инсулинска резистенција и се заедно што доаѓа со тоа. Од вашето искуство колку често имате вакви пациенти или на може на годишно ниво колку расте тој број, дали имате сознание? Па вака, значи во принцип веќе се почеста е категоријата на пациенти кои што имаат проблем со дебелината и многу често знаеме на пример пациентите да не се ни свесни, меѓутоа да имаат веќе и новооткриен диабетес. А за тоа да не знаат заради тоа што организмот генерално се добро компензира во почетокот за подоцна нели да се откријат, да се пројават тие симптоми на сува уста, жед, често мокрење, замор, пореметување на видот, замаглен вид. Значи сето тоа може да биде причина за како последица на диабетесот, меѓутоа пациентите да не бидат свесни за тоа што нели најчесто се проверува еднаш годишно до 2 пати на крвна слика и тогаш може да биде се во ред и додека да се пројават симптомите треба да помине доста долго време. Да, во однос на старосната граница. Како е можно релативно млади луѓе, па дури и деца да имаат диабетес и да развиваат? Што се случува со нив?
Тоа е исто една, да речам, модерна пандемија, која што дебелината веќе ја сметаме и за модерна пандемија, затоа што е присутна на сите можни делови од светот, а и при тоа и во сите можни возрастни категории веќе. Па дури и децата тука ќе ги спомнам. Значи, кај децата е истиот принцип односно на механизам патолошки, истиот принцип како кај возрастните. Значи, се развива таа инсулинска резистенција како резултат на масните наслаги. При тоа, значи, инсулинот не дозволува да се процесуира гликемијата како што треба, да речам така по едноставно кажано, и при тоа веќе се развива една нарушена глукозна толеранција, која што подоцна може да води до диабетес, и тие дечиња, например, се подложни на диабетес тип 2, уште во рана возраст. Доброто е што најновите истражувања кажуваат дека може да се каже веќе дека диабетесот, бидејќи настанува како резултат на дебелина, најчесто, мислам, во последно време, можеме да кажеме и дека со повлекување на дебелината, односно со воведување на некаков строг режим на исхрана, функционирање, физичка активност, здрави навики, може да се врати во целост во нормала. Веќе имам неколку такви пациенти кои што дошле со превисоки вредности на шеќерот и тромесечниот шеќер, меѓутоа веќе со работа, со баш како се вика, значи баш строго режимско функционирање, веќе не сме ни на терапија за диабетес. Нормално за следење сме, меѓутоа нема диабетес. Да, го споменавте спопатно стресот во современо време. Можно ли од стрес да се качи шеќерот, тоест да се добие таа болест, и дали ја третирате вие и што би препорачале за луѓето кога станува збор стресот конкретно? Добро менаџирање на стресот. Постои ли такво нешто? Па да. Како се учи? Добро прашање, да, мора многу да се трудиме за тоа, затоа што самите прво треба да се посветиме на самите себе, да почнеме да размислуваме за самите себе, за сопственото здравје, во која состојба се наоѓаме сега, какво ни е телото, затоа што телото треба да си го послушаме и да почнеме да работиме таму каде што ни фали нешто. И тоа ни е првиот чекор дека ќе почнеме да работиме на себе во позитивен смер. Во однос на стресот, значи диабетесот сам по себе како една од причините за развој може да биде и стресот. Може да биде болест, може да биде некоја уринарна инфекција, бактериска инфекција, вироза, пневмонија, ковид, било што например ќе го измрда физиолошкиот рамнотежен процес. Значи до сега телото функционирало во еден нормален, да речам, ритам, и во моментот кога ќе се случи некоја инфекција, најчесто го вади скрос од рамнотежа, и тука веќе компензаторните механизми кои што се најчесто и ослабени, затоа што ние ги црпиме максимум што можеме, такви сме како луѓе, тогаш веќе почнува тие декомпензаторни механизми уствари да почнуваат да не победуваат, и тогаш почнува да се појавува диабетес, притисок, било што, мислам, самите пациенти си кажуваат дека од ништо одеднаш се појавил шеќерот. А од друга страна, не може да го препишеме само на стресот, бидејќи, например, и некој има стрес, меѓутоа нема да добие диабетес. Значи, тука се исто така мултифакториелни причини, како да речеме, исто генетичкиот фактор е многу важен, калорискиот внес, штетноста, односно зголемениот внес на шеќери во храната, најчесто. Тука ќе го спомнам лебот, затоа што ние сме нација која што многу внесува леб во храната. Значи, најчесто пациентите ќе дојдат и ќе кажат: јас денес како не јадам леб, исто како да не сум јаден. Да. А лебот всушност, тоа е многу често, а всушност лебот е нешто што најбрзо се процесира и најбрзо стигнуваме повторно да сме гладни. И затоа, например, сега во зависност од пациентот, не секој пациент е, да речам, соодветен за еден ист тип на режим, односно еден ист тип на навика, ама во секој случај генерално советите се да се намалат шеќерите во секојдневието, и тие гриц, стрвности, така, значи тие моменти малку да ги ставиме такви на ужинки, некоја контрола. Да, ексклузивни ужинки, да, јас така ги. Ужинките, например, тие медицинските ужинки се едно јаболче, апетисани, шака, супа може да биде, нели, затоа што ако е голем
временскиот период од доручекот до ручекот, може на пример некој да земе и супа да изеде, меѓутоа супата да не биде внатре со месо, со компир, со се него да биде некоја мала зеленчукова чорбичка, нели? Може да биде овошје како што спомнавме, може да бидат зеленчук во било која форма зеленчукот е дозволен, ама пациентите така си знаат на пример сендвиче, си знаат нешто така плюс чипс, доста процесирана храна, многу процесирана, доста шеќери. Така. Да. Докторка, што вели сега современата медицина? Што вели праксата кај нас во клиника? Да, што вие нудите на сите овие луѓе како помош од совети до медицинска терапија? Да. За среќа во денешно време можам да кажам дека се гордеам со пациентите кои што имаат покачена телесна тежина и се јавиле кај нас во нашиот центар и стварно сум одушевена од резултатите. Навистина сите првично, знаете како, јас викам со нив кога разговарам, викам да ви ги сликам лицата кога доаѓате првично вознемирени, неизвестност, дали јас ќе ги разберам што се случува. И после тоа, после месец дена имате сосема други луѓе, значи среќни, влегуваат, расположени, кажуваат што им се случило во тој месец, дека веќе одат на подобро. Мислам, ентузијазмот е драстично различен. И јас нешто поголема награда за некој доктор нема, освен да си го видиш пациентот, нели како си го, да речам, подучил. Не е тоа нешто сега ние дека треба тука да развиваме некоја карање, да ги караш или да ги прекоруваш или, значи битно е да влезеш во светот на пациентот. Битно е да сватиш како функционира и како он гледа на нештата, на храната, на каков му е ритамот, каков му е животот, на што се сведува, што го нервира, со што живее, со што секојдневно се справува. Дали вака персонализирано влегувате во сите? Па да. Животи? Да. Мене ми е многу важно тоа заради тоа што јас колку се поврзувате ве со пациентот и они со вас? Многу. Значи јас сум си како семејство со нив, буквално дали па посебно кога ќе дојдат брачни другари или кога ќе дојде мајка, ќерка, мислам, веќе сме едно друштво кое што кога ќе седне, веќе ги едниот кажува за другиот мене ми кажува, го издават едниот и така, значи имаме интерреакција, гледам кај нив дека се менува тоа. И на пример си правиме некои редовни контроли баш од тие причини, затоа што тука е многу важна поддршката на пациентот, да знае дека секогаш во секое време може да се променат работите на подобро и да го прифати она што јас го советувам, нели, односно докторите го советуваме како начин да он продолжи да функционира понатаму. Да. Колку се откажуваате? Имате ли случаи кога некој не може да продолжи и ќе се оддаде на стариот начин на живот? Има и такви пациенти, меѓутоа ретки се, морам да кажам, порано на почетокот беа скептици, меѓутоа подоцна еден на друг, знаете, они си пренесуваат позитивни и негативни искуства кој како ме доживеал, кој како ја доживеал средбата и генерално веќе нема такви пациенти. Порано имаше, сега не, затоа што веќе веројатно дека тоа толку многу се, да речам, стана актуелно, проблемите со килажата, дека мора да се работи секојдневно, дека сите проблеми потекнуваат од тоа, секој доктор каде и да отидете, од која специјалност ќе ви рече дека треба да намалите килажа и веќе и самите пациенти кажуваат ја и да отидам кај некој друг доктор истото ќе ми каже дека треба да намалам со килажа, а овде на пример работиме на конкретно на случај. Да, при крај на разговорот ќе споменеме дека имавме програма во клиника Жан Митрев каде што имавме екстремно гојазни пациенти во кои што вие бевте секојдневно вклучена со постигнување на нивните резултати кои што беа фасцинантни, би рекол. Еве, неколку случаи да споменеме сега што се случуваше со тие пациенти, кои ви остави највеќе впечаток и со колку контактирате, дали се уште се одржува на нивото? Така, значи, во принцип, тие беа
екстремно обезни пациенти кои што имаа по 280 килограми, 200, 180 тука некаде и кои што самите не можеат, значи дури ни во домашни услови не можеат да се третираат. И тие беа хоспитализирани кај нас во нашата болница, отприлика 20 на дена беше минимумот кој што требаше да се исполни за да почне тој процес да функционира. Тимот ни се состои од мултидисциплинарно, значи имаме психолог, имаме физиотерапевт, сега веќе да речам навлезени во проблематиката и кој што секојдневно работат со тие пациенти, меѓутоа и амбулантски ги водиме. Тие пациенти беа, можам да кажам, и мажи и жени. Жените беа доста по-храбри и доста по-упорни, за разлика од мажите, така малку се, да речам, по-тешко ни одеше терањето да вежбаат. Значи, тоа беше основното. Цвикатори, народно кажам. Така, некам да се изразам до толку, ама во принцип, да, послаби, да речем, так, понежни. И по-тешко ни одеше тоа, например, дека треба денеска да ова да го заврши нека физичка активност конкретна, пошто секој ден си има некаков распоред. Навистина јас бев фасцинирана од резултатите, затоа што за тие луѓе таа да речам тежина беше еден човек помалце со нормална телесна тежина, значи збориме за килограми од 60 на 100, да, 100 килограми намалени. Но тоа е подолготраен процес, мора да се каже, не е само во хоспитални услови, значи во хоспитални услови се губеше максимум 60 на килограми, не за 20 дена, за подолг временски период, значи имаше пациенти кои што седеа тука и по 45 дена, 60 дена, значи зависи, меѓутоа изгубија килограми. Подоцна, мислам, во следен акт продолжуваа да се лекуваат амбулантски и амбулантското лекување беше, значи, продолжено со, нели, губитокот на телесна тежина беше продолжен и така успеавме да стигнеме до некакви убави резултати за да можат да функционираат во секојдневието, за разлика од претходно каде што, значи, имаше пациенти беше прашање дали воопшто може да функционираат нормално тие луѓе, така, да. Не дали оваа програма се уште актуелна кај нас? Да. Дека може да се јават луѓе кои што се секако, да, може прекумерно обезни, така да. Така е, со тоа што се до договор со пациентот. Значи како пациентот ќе си одлучи така, ништо не е на пример дека тоа мора да биде. Значи како ќе се чувствува заради, нели, работните обврски, кој како може, сето тоа заедно. Имаме и амбулантски дел, затоа го направивме за да може да функционира тоа за тие пациенти кои што не можат тоа да го постигнат. Докторка, ви благодарам за учеството. На крај, да ве враќаме на пациентите за 5 минути, бидејќи ве чекаат веќе. Доколку некој сака кај вас да се пригледа, да направи совет со вас, да го советувате, како да постапи, да се јави на нашите телефони, предпоставам, во клиниката, и да пише на подкастот, ако сака. Да, нема проблем никаков, со задоволство. Тие пациенти се, како да ви кажам, секој пациент е предизвик за себе и за мене конкретно, за да можам да му помогнам во борбата што ја прави во моментот сам. Да бидеме двајца, па потоа ќе бидеме тројца, нели ќе се уклучи некој од фамилијата и така ќе си го зголемиме, да речам, тимот за борба. Баш така. За проблемот. И при тоа ќе може веќе да му се промени во позитива навиката која што ја имал до сега, да ја промениме, нели, на подобро. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам успех и вам лично како професионалец и на сите ваши пациенти. Благодарам. Тука ја го одјавуваме подкастот, следниот е за 2 недели во вторник во 11 часот, повторно зборуваме за храната и нешто слично. Пријатно.